Цивил медија. Кој е ставот на ДИК во однос на закажаните предвремени парламентарни избори и дали ДИК има капацитет да ги спроведе? Државната изборна комисија, значи, е орган кој што треба да организира и спроведе избори, така што нашиот став во оваа ситуација не мора да е толку битен и важен, затоа што кога парламентот ќе донесе одлука за распуштање, ние имаме законски рокови за организација и спроведување на тие избори и ние ќе мора да ги спроведеме. Капацитетот на Државната изборна комисија го покажавме во минатиот изборен циклус за претседателските избори и за референдумот претходно, како овој состав на комисија. Јас морам да напоменам дека ќе ни треба помош од дополнителен административен капацитет, затоа што во меѓувреме изгубивме повеќе од 10 вработени, се преместија, си отидоа, се пензионираа, и така што на неколку места сме, би рекол во спортски жаргон, ослабнати и ќе мора да ги надополниме тие позиции и места и тоа е она што во моментов ни фали, меѓутоа сметам дека сите се свесни дека мора тоа да го направиме и дека нема да имаме проблеми. Во ова време, меѓувреме, би рекол, во изборните циклуси, ние се потрудивме, ги подготвивме актите за систематизација на работните места на Државната изборна комисија и сега сме во фаза на нивно усвојување и спремни за да го направиме она што треба да се подобри капацитетот на комисијата. Се погласни се изјавите, напорите за формирање на една изборна единица. Кој е ставот на ДИК? ДИК не може да има став по ова прашање, бидејќи ДИК треба да спроведе избори, извршува, значи нашиот став и не е воопшто важен, битен. Каква и да е одлуката на политичките фактори кои што во собранието на државата ќе донесат одлука, ние ќе мора да ја почитуваме. Промената на изборниот модел секако дека носи одредени пореметувања во организација и спроведување на изборите и затоа има некои стандарди кои што се препишани од ОПСЕ и од ИХР дека таквите промени на изборен модел не треба да се прават најмалку година дена пред избори, треба да се води сметка, би апелирал да се води сметка за тоа, иако ние би можеле сепак да се прилагодиме на новонастаната ситуација, меѓутоа сепак ќе има одредени поместувања во смисла на организација и спроведување на изборите, а одлуката сепак останува на политичките фактори кои што ја го носат практично теретот за организација и спроведување на избори и за моделот на изборите. Цивил медија.